некако луѓето размислуваат дека се премногу мали кога да можат да влијаат врз политиката на банките, што не е така. Луѓето со своите преференции всушност ги диктираат трендовите. Што значи тоа? На кој начин банката се финансира? Едни од клучните извори на банката се средствата на незините клиенти. Тоа може да бидат по форма на депозити, штедни влогови, средствата на вашата сметка. Сето тоа всушност представува извор на финансирање на банката. Вашата одлука каде ќе ги оставите парите, значи дека вие индиректно преку тоа финансирате одредени активности. Сега што е клучно во таа ситуација? Кои се моите вредности? Ќе зборувам сега лично за себе. И дали тие вредности ги согледувам во мојата банка партнер, затоа што јас банката ја доживам како партнер, бидејќи нели треба да биде тука за моите сегашни планови, за моите идни планови. Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор Прокредит банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Саниленс и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Денешна гостинка ни е Добринка Стефанова, која е представник од нашиот главен спонзор Прокредит банка, исто така директорка на одделот за управување со заштита на животната средина. Денес со неа ќе пробаме на еден поедноставен начин да ви објасниме како Прокредит банка прави напори за да има позитивно влијание врз општеството и животната средина. Здраво, Добринка. Здраво, Ката. Ти благодарам за поканата и ти благодарам за можноста да бидеме дел од овој проект и јас и Прокредит банка секако и добре дојдовте во Прокредит банка. Ви благодарам на вас вака јавно и официјално што се решивте да не поддржите за овој проект. До сега имавме 8 различни гости од мали бизниси, од невладиниот сектор. И исто така ете и со вас како една поголема компанија, значи пробавме да опфатиме од се по нешто, бидејќи одржливоста на вистина која што избарувавме пред епизодата веќе навлага во сите сектори и станува доста популарна. И мене баш ми е мило ете што ќе пробаме во овој нареден час да го доближиме овој финансиски свет и како одржливоста има улога во цел овој свет на публиката. Јас верувам дека јас самата ќе научам нешто затоа што немам многу знаење од делот на економијата и на финансиите. И се надевам дека исто така за публиката ќе биде интересно и нема да биде апстрактно или нешто комплицирано. Идејата е да едноставно и особено за нашата екозаедница што не следат и ги интересираат најразлични теми. Навистина мило ни е, многу и задоволство ни е да бидеме дел од овој проект и се надевам дека во наредниот час ќе успееме да ја прикажеме другата страна на работењето во банка и другата страна на банката, која што не е само финансии, туку и дел на нефинансиското работење и одржливоста во секој аспект кога разговараме за одржливост секако.
Да, тоа е интересно затоа што и ние кога почнавме да бараме партнери за некои проекти што ги имавме на ум како подкастот, мислам дека на почеток немавме идеја или нели како надеж дека можеби некоја компанија поголема како банка би можела да нели да е заинтересирана да спонзорира таков проект и сега мене некако ми стана нормално затоа што имаме зборувано многу со вас. Меѓутоа верувам дека на некои гледачи можеби се уште им е чудно како нели банка поддржува толку мало здружение и слично, па е супер што имаме ваква можност да објасниме. Јас би почнала најпрво од тебе и твојот кариерен пат, односно како ти се најде во ProCredit банка, како започна твоето кариерно патување? Моите почетоци некаде 2013 година, она што е интересно, јас сум дипломиран правник и после завршување на студиите се гледа во правосудниот систем некаде. Ја барав мојата улога, меѓутоа се гледав во тој сегмент. А веднаш по студиите и започнав со стажирање во адвокатска канцеларија и некако очекував дека мојата љубов кон правото ќе ми се пренесе и љубов кон работата, меѓутоа не се пронајдов. И никако, најверојатно од тие американски, холивудски филмови и серии за правосудните системи тамо ми дадоа друга слика како треба да изгледа сето тоа, што не беше далеко од реалноста, е тоа за нашиот систем. И никако до некаде се разочарав најверојатно и пробав да најдам нешто друго. И викам, ќе пробам што има слободно, ќе пробам да аплицирам. Имајте во преди 2013 година, тоа беше 2012 крај, не беше толку лесно да се најде работа. Не бе условите како што се сега на пазар на трудот, сега на вистина секој што сака да работи може да најде работи. Тогаш не беше баш таква ситуацијата. Не само за правници, зборуваш општо за генерално беше многу потешко да се најде работа. И прво ми се појави, ова беше првата апликација што ја имав, значи не имав аплицирано на повеќе места, ми се појави објава, програм тогаш беше програма за млади банкари. И викам, ми се виде интересно, правам што ќе правам јас во банка, ама објаснувањето како беше некако многу привлечно ми звучеше, да научиш нешто ново, да се вклопиш по различна, модерна банка. Викам, ќе се пробам среќата, иако имајте во предвид дека тогаш важеше едно правило дека во банка е многу тешко да се вработиш, треба да имаш конекции и врски, некој да те препорача да си на некое нешто за да можеш да работиш во банка. Така што отидов јас од тие предрасуди дека никој нема да ме контактира, јас ќе аплицирам. Меѓутоа не верувам дека никој ќе ме контактира и тоа беше петок, аплицирав, во понеделник добивам телефонски повик, јас уште си бев во адвокатската канцеларија, они знаеа дека јас барам некоја друга можност за работа и ме поддржуваа во тоа и добив повик од одделот за човечки ресурси, ги допријавме твојата апликација, ни се допаѓа твојот профил, би сакале да ти образложиме како тече постапката, ако сте заинтересирани да почнеме процесот на селекција. Тогашниот процес поминуваше с неколку фази, се отпочнува, значи поминуваш преку тестирање, математика која што беше и нели стереотипот тогаш. Дека ако си правник, значи се запишал на правен факултет затоа што не ти оди математика и тоа е во старт така, иако јас на пример се думав помеѓу правен факултет и електро. Значи тие ми беа двете опции и го одбрав правниот факултет. Едното со најмногу математика, едното со најмалку. Јас сакам и тенденас обожавам математика. И некако со тој стереотип и бев спремна дека некој ќе ме пречека од другата страна со тоа прашање. Меѓутоа ние напротив, кажа ние сме отворени, сакаме различни профили, не значи дека ако сте правник и работите во правниот оддел на банката и многу пријатен ми беше првиот впечаток и многу ме заинтригира што понатаму. И немав многу време да размислувам за тоа што многу брзо почна селекцијата, процесот на селекција. Она што се случуваше, поминав тестирање, поминав групно интервју и започнува процесот на финално интервју. Пред финално интервју нели се спремам да видам за банката, акционери, сопственици, управувачка структура, надзорен одбор, чисто да направам некое истражување пред да заминам на прво интервју. Одам во банката, тогаш не беше во оваа, просто се наоѓа во старата централа. Тука не постоеше. Не постоеше тогаш, од 2016 оваа зграда отворена.
И одам на интервју, влегувам во просторијата и на прв поглед, значи во моментот малку се замрзнав, отворено да кажам, затоа што пред мене видов лик кој што ми оставил во сеќавање, а тоа беше председател на управен одбор. Значи јас претходно разгледав на веб страната, викам и супер жени во управен одбор, тогаш беа нели членови 3 жени, викам е одлично, и кога влегов на интервјуто ја уствари сваќам дека имам интервју со председател на управен одбор, што е целосно нетипично за некој што доаѓа без искуство, што треба да влезе во програма, која што треба да се обучуваш после 6 месеци да се вработиш во банката. И тоа ми беше првото позитивно изненадување кога станува збор за моето искуство во банката, од многуте што понатаму следеа, искрена да бидам. Го поминав процесот, 6 месеци во програмата, се вработив, мојата прва позиција беше асистент на управен одбор, таму поминав 1 година. Понатаму продолжив во бизнес, јако бев со правен факултет и сите очекуваа дека треба финансиски бекграунд или економски бекграунд за да работиш во бизнес, меѓутоа напротив го видоа одреден потенцијал кај мене и продолжив во бизнес. Најпрво бев бизнес советник за мали клиенти, а потоа бев и бизнес советник за средни компании. Тоа беше некаде до 2022, пред да заминам на породилно отсуство. И во текот на породилното отсуство, тоест пред да се вратам на работа, всушност, немам искуство. Нема проблем. Пред да се вратам на работа, добив повик, на кој што ми беше соопштено дека отворена работна позиција, која што може би е интересна за мојот профил. Тоа беше во одделот за управување со животна средина. Јас мислам дека многу подолго си во одделот. Не, некако не знам зашто така. Некако од крајот на февруари 2023 сум во овој оддел. Искрено во текот на програмата овој сегмент ми беше особено интересен, затоа што беше нетипично. Банка, затоа што дел од програмата ги опфаќа сите сегменти од работењето на банката. И сега е така во онбординг програмата. Овој сегмент беше најинтересен што најмалку очекував дека некој ќе застане и да збори една недела за управување со животна средина, негативно влијание кој што банките потенцијално може да го имат и како може тоа да го подобрат. Не очекував дека тоа ќе се збори и ми беше доста интересно, меѓутоа не очекував затоа што тоа е сепак мал оддел кој што работи, не очекував дека ќе се створи работна позиција и никако себе си гледав повеќе во бизнес сегментот. Тоа беше на програмата што беше пред 10 години? Да. Уште од тогаш постоеше одделот, се зборуваше уште од тогаш постоеше систем за управување со животна средина. Така што значи уште тогаш имаше некој вработен во тој имаше структура, да. Јасно. И после, значи, нели она што е можеби за жал типично што се случува со жените кога се враќаат после породилно отсуство е потребата повторно се докажуваш и покажуваш да го стекнеш повторно местото кое што си го имал во компанијата. Многу ретко, речиси да ги нема можностите да бидеш унапреден, ми на тоа ми се случи, тоа е едно од редот на позитивни изненадувања кои што ги на вистина за пример, нели обично слушаме негативни искуства и приказни дека нели ги враќаат во друга позиција или прекинуваат работен однос, меѓутоа да бидеш унапреден, тоа го немам слушнато, а верувам дека нели во тие месеци ако си посветен на мајчинството, пак размислуваш нели како твојата кариера ќе продолжи понатаму. Како ќе се продолжи кариерата, како ќе можеш да го избалансираш сето тоа, значи веќе имаш и лице за кое што си одговорно на страна од работата, нели, како сето тоа ги го изменаџираш, треба да се вратиш, па што ќе те чека таму. Јас никогаш го немав стравот што ќе ме чека на работа и дали ќе ме чека позицијата кога ќе се вратам, тоа не е типично да го почувствуваш тој страв тука. Меѓутоа, позитивното изненадување беше што не само што го немав стравот, туку ми беше понудена и можност за кариерен напредок, односно најпрво да научам нешто сосема ново. Јас ги имав основите на ова затоа што управувањето со животна средина не е само еден оддел, тоа е цел систем кој што функционира во целото работење на банката, меѓутоа ја имав големата слика, можеби. Имав она што ми беше мене допирно како бизнес советник за клиенти, особено во делот на клиентите, меѓутоа не бев навлезена во многу детали, така што она што ми се овозможи најпрво да се запознам со цела една нов спектар на знаење, видиците да ми се отворат многу повеќе. Тоа ми се случи и кога
почнав како бизнис советник, јас со мојот бекграунд како правник, ја немав таа перспектива на финансии, сметководство, значи да знаеш да ги прочиташ финансите, да ги протолкуваш во рамки на бизнис моделот кој што го има клиентот, да можеш да ги поврзеш тие две работи. Така што и тоа ми беше навистина огромно искуство. Јас сегаш викам дека тоа е за мене втор факултет кој што сум го добила. А ова искуство 10 сега... годишно искуство, бога ми, може да се рачуна како втор и трет ова факултет. сега е навистина непроценливо искуство кое што го доживувам во изминатива година и неколку месеци. Навистина темата која што секојдневно ја обработуваме, ти исполнува со енергија, да, ти дава една позитивна нота, оно што го прави вашиот подкаст, всушност дава една друга перспектива, една друга култура, не се само негативните моменти од секојдневното живење, туку дека постои потенцијал нешто да промениме, да направиме и подобар свет, така што навистина некако моите замисли и моите вредности некако се мечира и со оваа нова позиција и некако баш ми легна, ја осеќам така и многу убаво и комотно се чувствувам тука. Да. Многу интересна приказна. Да, ете, јас не ја знаев во целосен облик и ме интересира кога работеше во бизнис делот, колку посто од работата би рекла дека беше во допир или во допир со одделот за животна средина. Или еве некој пример како беше поврзана ти со тој оддел? Најпрво, секојдневното работење на било кој, секојдневното оперативно работење во банката е дел од системот за управување со животна средина преку првиот столб, односно начинот на кој што ги искористуваме ресурсите. И тоа е независно од која позиција доаѓаш, со тоа се соочуваш и имаш можност да направиш некаква промена, да го подобриш влијанието или да го намалиш негативниот ефект. Она што за бизнисот е малку поинтересно е двата поголеми сегменти во кои што може да имаш допирна точка и можеш да направиш навистина и промена и да имаш влијание. Генерално и каде и банките всушност го имаат најголемото влијание, а тоа е преку вториот столб, односно оценката на влијанието на нашите клиенти кои што ги финансираме врз животната средина и општественото опкружување од една страна и од друга страна зеленото финансирање, односно на кој начин ние како институција, како банка може да им помогнеме на нашите клиенти во таа зелена транзиција, во подобрување на нивниот еколошки отпечаток или во намалување на негативното влијание. Така што тука можеби е најзначајната улога која што има бизнис советникот, баш советодавна улога, каде што може да даде и препорака и совет на клиентите, како да го подобрат своето работење кога станува збор за аспектот на одржливост, еколошка и социјална одржливост секако. Значи ти, да речам, ги имаше, мислам сите вработени ги имаат тие три столбови на ум и во било какви операции или треба да ги имате во предвид секако. Тоа е вткаено, мислам, тоа е во секојдневието, тоа во секој сегмент од работењето на институцијата не е одделот одговорен за спроведување на системот, меѓутоа сите алки во системот подеднакво допринесуваат за функционирање на тој систем и многу е битно сите да бидеме он борд за ова да функционира така како што функционира. Една алка да не биде поврзана соодветно, тогаш нема да биде тоа што е. Нема да функционира. Да. Сега имам уште неколку прашања за самиот оддел, меѓутоа пред да навлеземе малце подлабоко, сакав да те прашам, бидејќи неодамна Прокредит банка славеше 20 години од постоењето во нашата земја, па ако може да ни кажеш малку за, ако знаеш за историјата на банката, и мене поконкретно ме интересира за мисијата и визијата на банката, што се тука во ходникот изложени. И мене баш ми текнува на тој момент кога првпат дојдов на состанок тука со Кате и Свана Марија од маркетинг тимот и баш го прочитав манифестото и не изгледаше како да е напишано од некоја голема компанија. Мислам, како од банка. Јас многу како од банка, јас баш се пронајдов и со нешто правиме со Јесфулес, па ете вака во некои едноставни зборови да ни кажеш. Така, минатата година прославивме 20 години од постоењето на банката на нашите простори. 20 години одговорно работење, одговорно банкарство и ако треба можеби со еден збор да опишам, со еден-два збора ќе бидат, што е тоа што ни сите овие години, веќе 21 година ќе влеземе во 22-та година од постоењето на институцијата, е тоа токму тоа одговорното работење, одговорното банкарство, е тоа што ја одликува банката, посветеноста на економскиот раст, меѓутоа
поддржување на економски раст кој што во исто време мора да биде и еколошки и социјално одржлив. Не може да поддржуваш економски раст ако нема еколошка и социјална оправданост истиот тој. Така што тоа е можеби нешто што проткајува низ институцијата од 2003 кога е основана во моментот е и јас не гледам можност дека во иднина ова нема да постои како такво, како некоја определба. Не знам, 2003 година кога е оформена институцијата, пред подкастот нели зборнавме пред да започнеме. Германска инвестиција Greenfield, значи започнува од нула тука, не купува банка, нема аквизиција, мерџирање, значи буквално почнува од нула. Доаѓа на пазарот, гледа што се случува. Во тој момент на пазарот, банкарскиот сектор е развиен, меѓутоа има една категорија на клиенти која што е, да кажеме, практично невидлива за банкарскиот сектор. Тоа се микроклиентите, многу малите клиенти, кои тоа што се мали фирми, семејни бизниси, трговци поединци, буквално значи најмалите чинители во економијата. И тие не се обслужени од банкарскиот сектор. Не користеле никогаш кредитни производи. Оно што е интересно, имале потреба, претпоставувам. Дури понекогаш и не биле свесни дека имаат потреба за да го растат и развиваат својот бизнис, дека имаат потреба од банка да го поддржи истото. И во тие моменти банката, значи клучната идеја, цел на банката е да биде меѓу овие бизниси, да ги слушне нивните потреби, тој ден денес го правиме, да бидеш на терен, да слушнеш што има потреба бизнисот и да одговориме со наши услуги и производи кои што навистина ќе може да го пополнат тој јас кој што во моментот се случува во банкарскиот сектор. И тоа успеавме да го направиме. Мислам дека тоа е една навистина револуционерна промена во банкарскиот сектор. Тој сегмент кој што не бил услужен од банките, да биде, да добие кредитна историја, веќе да стане атрактивни за останатите банки и финансиски институции. Така што, не знам, таквите револуционерни промени најверојатно проткајуваат низ сите овие години. Не знам, ќе ја споменам 2015 година. Што е интересно 2015, во кога сега знаеме дигитализацијата е многу атрактивен поим во моментот. Сите зборуваат за дигитализација, дигитални канали, автоматизација. 2015 на никој не му беше на ум дигитализацијата, да бидеме реални. Последниот, после корона, да речам, поинтензивно. Поинтензивно. Меѓутоа 2015 година никој немаше на ум на дигитализација и да бидеме фер и нашиот менталитет е малку има доза на скептицизам. Особено од постарите луѓе. Нови технологии, нови практики, секогаш има доза на резерва. Што прави институцијата 2015 година? Започнува со отварање на 24/7 зоните, кои што се замена за традиционалните банкарски филијали. Тоа се зони каде што клиентите самостојно може да ги извршат сите операции кои што може да ги добијат од банкарски службеник во банка во било кое време од денот. Тоа значи без контакт со човек. Со лице, значи имате апарати, може да уплатите средства на банкомат, може да уплатите дневен пазар како бизнис во Всушност се типичните банкомати, меѓутоа со повеќе услуги, за разлика од другите банки. Да изгенерирате изводи, значи што ви е потребно може да направите. Значи да ги користите електронските канали на банката. И тоа беше 2015 година. Кога го почнавме да го правиме, не беше најлесното нешто што го правевме. Значи, кажав, имаше доза на скептицизам, бев во бизнес тогаш, можам да дадам и другата страна, меѓутоа со многу силен фокус, како на институцијата, така и на вработените, многу голема посветеност, ние успеавме она што ние го имавме како визија да го пренесеме на нашите клиенти. И не само што не изгубивме клиент поради оваа трансформација, напротив, ние добивме нови клиенти кои што го препознаа ова како бенефит за нив, како олеснителна околност во секојдневното работење, затоа што навистина вие како бизнис кога треба да уплатиш дневен пазар, треба да излезеш од рамки на работно време, да чекаш, значи ред, па да стигнеш да го уплатиш дневниот пазар, па да се вратиш. Можеш да го направиш во било кое време, можеш да го направите во ова време, 8 сат. Попладне може да го направите, за викенд, значи не битно кога сакате, значи на располагање вие. Требаше време, меѓутоа успешно ја кажувам, споделивме визијата која што имавме ние со нашите клиенти и не само со нашите клиенти, туку и добивме и нови клиенти кои што не ни биле претходно клиенти, кои што токму заради оваа услуга успеавме да ги придобиеме. Така што овие револуционерни промени кои што ги воведувавме се некоја нишка која што се пројавува низ целокупното работење на банката. Меѓутоа и колку да е динамична, ова што го збориме, значи стварно станува збор за огромни
развој на институцијата во овие години. Меѓутоа, колку и да се динамични овие развои на институцијата, она што останува, тоа што го кажав на почетокот, што останува фокус, што останува карактерна одлика на банката е фокусираноста на позитивниот импакт кој што може да го имаме ние и врз животната средина и врз општественото опкружување и фокусираноста на поддршка на економскиот развој на оваа економија, меѓутоа во исто време кој што е еколошки и социјално одржлив развој. Така што тоа е нешто што би можела на кратко, значи има многу да се зборува за историјата на банката, многу работи кои што сме ги направиле во изминатите 22 години, институцијата на вистина има многу допринесено, меѓутоа на кратко ако треба да споделам, а во насока на одржливост и на оно што го зборуваме и вие на подкастот и денешната тема, нели, тоа би ми можела да. Мене ме интересира дали се уште како банка вие сте фокусирани на мали и на средни предпријатија? Како што било порано? Да. Да, остануваме фокусот ние мали и средни предпријатија, меѓутоа и многу мали предпријатија исто така. Многу мали зборуваме еден вработен, 20 од 1 до 10 вработени. вработени, нека категоризација на многу мали или според националната не знам карактеристика и до 50.000 евра годишен обрт. Меѓутоа тие се секако и физичките лица се тука. Да, како категорија многу битна за банката, меѓутоа многу малите и средни предпријатија тие се рбетот на една економија. Тие се малите и средни особено се генераторите на сите работни места во државата. Така они работуваат, мислам дека и околу 80% од вкупните работни места во приватниот сектор се токму во мали и средни предпријатија. Тие се двигатели и на иновативност, тие инвестираат и во зелени инвестиции. Да, многу е полесно така да се иновира во мали и средни навистина, предпријатија. нашата визија и мисија и нашиот импакт може да го мултиплицираме преку поддршка на овие компании. И навистина се прави многу голема позитивна разлика за нив. Ако пристапите систематски фокусирано. Да. Мислам дека и тука е нели моментот кај што се наоѓаме затоа што и ние некако почнавме со поддршка на мали бизниси, локални бизниси, и многу интересно кога мислам убаво е чувството кога гледаш дека растат тие мали бизниси затоа што и да е еден и двајца и тројца и пет луѓе гледаш дека тоа се локални луѓе и некој со локална идеја може да има можност да порасне. Така што тоа е, мислам, јас повеќе се доближувам до тие приказни кога слушам, затоа што нели, кога слушаме банки и слично, некако ни се чини се многу големо и не помислуваме на мали бизниси на кои можеби најмногу им е потребна помош, баш за да, особено и сега во делот на зелени и одржливи бизниси има многу иновации, меѓутоа на нив уште повеќе им е потребна помош и некој пуш. И финансиска поддршка секако, меѓутоа и онаа другата поддршка која што може банката да ја нуди, советодавната улога, едукативната улога која што може да има банката секако. Ни со овие години навистина видовме бизниси кои што беа многу мали и пораснаа заедно со нас и ние растеме во овие години и бизнисите растат. Е многу убаво да се видат тие приказни, успешни приказни кои што и на сите предизвици успеале да излезат напред и да се развиваат. Така што да, многу е убаво кога ќе видиш и од другата страна дека некој и настрана, значи ние сме толку години го работиме ова, меѓутоа и млади луѓе, млади ликови како вас ги препознаваат истите вредности во малите предпријатија. Да. Точно така. Дали ти текнува можеби некој пример на некој бизнис кој, мислам, кој станал ваш клиент па пораснал, речем знаено има многу, не знам дали смеам да споменувам имиња, меѓутоа има многу бизниси. Јас барем како што работев, значи претходно бизнис советник за мали компании, потоа за средни компании, средните компании се кај нас, значи да кажеме во категоријата на најголеми клиенти. Значи имаше клиенти кои што им бев одговорна кога беа мали бизниси и кои што понатаму прерасна средни бизниси. Имаше клиенти кои што јас како одговорен бизнис советник сум ги превземала од филијалата која што работи многу мали клиенти. Така што се гледа тој развој баш преку таа транзиција и пренесување на самите клиенти од една во друга филијала до еден во друг сегмент се гледа и нивниот развој. Значи, ако клиентот преминал во друга филијала во која што работи друг сегмент, значи дека и пораснал, да. Супер. Сега да се навратиме на одделот за животна средина. Мене она што ме интересира е дали во секоја банка има ваков оддел
И ете спомна нешто претходно за историјата, дека уште кога почнало настанувањето на Прокредит банка тука кај нас, ја имало таа димензија, меѓутоа мене ме интересира како пораснал тој оддел, мислам како се одлучило дека да, еве ние како банка сакаме да се разликуваме од другите и ќе сакаме да го има постоењето на овој оддел, што јас колку што знам го нема во сите банки, можеби сега со сите побарувачки на ESG, мислам дека веќе треба да има. Работите, се менуваат дали е во оваа форма или не е во оваа форма, меѓутоа се менуваат работите. И за нас никогаш не било да бидеме поразлични од другите, туку за нас било дај да го структурираме тоа што секако го правиме. Значи определбата за одржлив развој од секогаш постоело. Зелените финансии, односно зеленото финансирање, зелените инвестиции долги години постојат во работењето на банката и на групацијата. Така што само природно доаѓа некако да се структурира во оддел кој што ќе има главна одговорност да управува со системот за управување за животна средина. Одделот постои долги години. Значи 2013 година никаде, 2012-2013 година неговото и самостојно оформување како самостоен оддел. Генерално, значи каков да кажеме, какви луѓе имаме во одделот, тоа се инженери, машински инженери, инженери по животна средина, да, нетипично за банка. Меѓутоа навистина имаат огромен допринос, затоа што нивното техничко знаење е непроценливо. Така што, да, уникатна е структурата, не е типично за банкарскиот сектор. Одделот сам за себе не може да направи ништо ако ги нема сите други јалки, тоа што го зборував претходно. Да, мора да има некој што ќе го води тоа, затоа што инаку ќе се изгуби ако сите прават помалку, а нема некој што да има некоја собственост некаде на темата, а понатаму тоа да си тече сето тоа во сите сегменти и спонтано. Она што целиот систем се подпира, тој систем за управување со животна средина кој што се состои од трите столбови. Првиот столб започнува со нашето внатрешно влијание врз животната средина. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите секојдневни операции и активности како банка имаат некакво влијание врз животната средина. Користиме ресурси кои што се ограничени, користиме електрична енергија која за жал заради енергетскиот микс доаѓа во најголем дел од јагленци уште, користиме вода, користиме хартија. Овој столб всушност го оценува нашето влијание врз животната средина од нашите интерни нели активности. И што значи тоа? Што е да кажеме за почеток што е најбитно? Најбитно е најпрво да може да си го измерите влијанието. Какво ви? За да може да кажеме каде сакаме да стигнеме. Значи клучно е да го измериме нашето влијание. На кој начин се мери? Се следат потрошувачките на електрична енергија, на вода, на хартија, како што напоменав, извозените километри со различни типови на возила. Секако, авионските летови, мислам, има многу работи кои што ќе влезат во нашето интерно, да кажеме, нашите интерни активности кои што ги предизвикуваат врз животната средина и преку овој столб всушност ние се залагаме да ги минимизираме негативното влијание, да го намалиме, да го минимизираме. Почнување од baby steps. Ете така. Сега, значи, имате, сте измериле, ние тоа го правиме години назад, ако не се лажам, 2016 е првото известување за нефинансиското работење на банката, импакт репортот на ниво на групација, така што ние веќе претходно започнуваме со мерење. Следниот чекор е да си зададете цел каде сакате да стигнете. Што сакате да постигнете. Тоа е вториот чекор. А третиот чекор е секако да преземете мерки кои што ќе ви помогнат од точка А да стигнете до точка Б. И на крај да го мониторирате вашиот успех, вашето движење, доколку видите дека некаде, значи излегувате од зацртаната линија, да може да преземете некакви корективни мерки со цел да може да ја постигнете зацртаната цел, односно намалување на негативното влијание и подобрување на целокупниот еколошки отпечаток. Така што тоа е нешто што го правиме секојдневно. Веќе не ни е ова кога го опишувам вака како структура, меѓутоа мене ми е тоа тебе ти е веќе секојдневие. Така што
Интересно е многу, значи буквално на се следи се внимава да не биде 100% рециклирана Да. хартијата, например. Таа има малку жолта нијанса, не е типична бела хартија која што ќе видите во Со банка. тоа што се доста дигитализирани, Да, многу сигурно малку не е, да. нема многу хартија. Нема се многу користи, хартија. Искрено во последните 10 години намалена е потрошувачката на хартија за 80%, а напротив бројот на клиенти ни расте. И сега имате, значи, и понатаму правиме напори за дополнителна дигитализација. Со сите тие напори ова само ќе се намалува. Така што многу е битно да не застанете да кажете тука сум и тоа е тоа што можам да направам. Секогаш може нешто плюс. Изгледа мал чекор, сепак кога ќе видиш, мислам, како сите нели имаме некоја сметка во банка, кога ќе отидеш, мислам, јас имам пример, сега сме ваши клиенти, претходно бевме на друго место, меѓутоа нешто едноставно како извод, што може да биде на една страна ставено, ти принтаат 10 листа за секоја ставка. Јас се запрепастив затоа што не ја можете користам у многу инбокс со сметката. еден клик да го добиете на електронското банкарство, така што изгледаат како мали чекори, меѓутоа кога ќе видиш колку клиенти има, колку операции се тоа, кој ќе се сумира, верувам дека влијанието е огромно. Да, знаете како ката. Првиот чекор, значи да ги пренесеш клиентите на дигиталните канали, бара огромна работа, фокусираност, посветеност на банката, меѓутоа сето понатаму е лесно. Колку повеќе го одложувате тој прв чекор, само повеќе се зголемува обемот на работа што треба да се сработи. Така што сега со онбордирањето на новите клиенти веднаш им се пружат сите дигитални канали и знаат дека таа опцијата на која што се функционира. Значи ние бевме први на пазар што воведовме пред многу години дигитално подпишување на договори со банката, дигитално издавање на гаранции. Мислам тоа стварно е револуционерно на нашиот пазар. И клиентите да ти веруваат дека тој договор е навистина подпишан. Знаете, на почетокот имаше доза на сомнеш ќе биде ли овој валиден договор. Кај ќе си го најдам? Да, ќе си го најдам лик архива, што како. Да. Меѓутоа навистина првиот труд е доста интензивен, кој што го вложуваме, посветеноста, како што кажав, од вработените е навистина на високо ниво, меѓутоа плодовите се уживаат понатамошната соработка со клиентите. Сега тука, кога зборуваме за првиот столб, морам да ја споменам, мислам да ги споменам главните канцелари, каде всушност се случува снимањето на подкастот, така што благодарам уште еднаш јавно и за можноста да снимаме подкаст на олку убаво место. Што задоволство е. Да, и сакав малце можеби да спомнеш за целиот проект, за објектот, затоа што јас колку што знам нема многу вакви објекти во Македонија. Можеби има делови, меѓутоа ова е баш мислам еден комплетен успешен проект на енергетско ефикасна и одржлива зграда. Да, само одржлива зграда. Долго време се работеше на проектот и локацијски да биде соодветно, значи во фазата на дизајнот беше огромен фокус ставен на енергетскиот перформанс на зградата, имплементација на енергетски ефикасни материјали, топлински пумпи кои што возможуваат грејење и ладење, фотоволтаична централа на кровот која што возможува производство на електрична енергија. Навистина беше многу вложено во овој сегмент. А зградата доби и H-Advanced сертификат. Тој сертификат потврдува само дека зградата навистина е далеку на тоа што е некој просек на овој пазар каде што функционира. Мислам дека оваа зграда, не мислам сигурно сме и првата H сертифицирана зграда во државата, не знам дали после нас, мислам дека доскоро. Тоа значи дека имате потврда од надворешно тело колкава е заштитата на генерално на енергијата и ресурсите кои што ги троши зградата. На пример, оваа зграда троши енергија 73% помалку од типичните згради од ваков тип на овој пазар. 21% помалку вода користи. Заштедуваме годишно 250 тони CO2 емисии со овој тип на зграда. Така што овој сертификат всушност ви го потврдува тоа. Значи, ви потврдува какви се енергетските перформанси на зградата. Тоа за нас многу значи затоа што едно е да ги финансирате или зелените инвестиции на вашите клиенти, меѓутоа друго е да бидете и пример, да кажете дека се може. Да. Може би треба малку и поголем ангажман од почетокот, меѓутоа се може. Инвестиција, меѓутоа верувам дека се исплати. Да, енергетски ефикасната инвестиција самата по себе е економски исплатлива. Значи на крајот на денот вие заштедувате на ресурси, заштедувате на сметки за електрична енергија, за вода. Да. Меѓутоа мора тоа на долг рок да се гледа. Мора да го гледате. Не може тоа, не може да очекувате дека ќе биде повратна инвестицијата. Со многу работи поврзани со одржливоста. Меѓутоа одржливоста покрај тоа што секогаш е во насока на еколошка и социјална одржливост, секогаш има
компоненти на економска исплатливост која што треба само начин да се најде да се пресмета. Да. Мене исто ми е интересно што во средината на зградата има нели дупка од каде што згора влегува светлина. Природна светлина. Тоа всушност ако разгледаме многу згради во Скопје и сега не знам примери од странство, ама верувам дека и таму има. Всушност многу се применува тој момент на искористување на дневната светлина. Така. И ета сигурно Сара би знаела многу повеќе како архитект. Не знам дека знаеше за постоењето на зградава уште пред и да соработуваме со вас. Ја посетуваат студенти. Да, мислам дека имаше посетено како студент, баш пример би рекла. Јас на пример во нашата канцеларија во текот на месеците кога на вистина денот е долг, ние воопшто немаме потреба да запалиме, значи да упалиме светло. Нема никаква потреба. И во текот на зимските месеци, дури таму при крајот на работното време имате потреба, што на вистина е бенефит не е само од потрошувачката на електричната енергија, тоа е да кажеме ајде да помалет проблем, туку и од функционирањето. Поинаку и ние функционираме кога има природна светлина. Да, така што има не е само предности, не е само економска заштеда, него и нашиот бенефит личен како вработеник кога функционирате на природна светлина. Дефинитивно. И сега сакав малце да спомнеме за листата која вие, односно како банка нели ја имате за активности кои ги кредитирате или не, тоа е да речеме еден друг сегмент со кој одделот на животна средина се занимава. Па ме интересираше еве некој пример какви се активности не се кредитираат. Мислам, јас ова исто пред некој месец кога почнавме да разговараме со вас го видов и баш онака позитивно се изненадив. Мислам, тоа што ми остана во глава е дека ете пример не се кредитираат дали беше објекти или проекти во заштитени подрачја, меѓутоа не само што вие да речам на некој начин забранувате и не давате кредити на такви проекти, туку имате еден друг пристап дека всушност сакате да им помогнете на некои проекти што може да се сменат малце и да го подобрат влијанието, односно да се минимизира негативното влијание. Па ако може да ми објасниш малце повеќе како во пракса изгледа, кои се тие активности некои, како во пракса изгледа. Тоа е токму вториот столб од системот за управување со животна средина, каде што ние го оценуваме влијанието на нашите клиенти врз животната средина и општественото опкружување. Листата на исклучени дејности е, да кажеме, некоја почетна фаза. Таа листа, секој одговорен кој што ќе добие одредена кредитна апликација, ја пробува да провери дали дејноста на клиентот кој што аплицира никаде се наоѓа на нашата листа на дејности со кои што не можеме да соработуваме од аспект на финансирање. Тоа се дејности кои што се особено штетни по животната средина, по општественото опкружување. Тоа се одредени забранети нелегални дејности, трговија со оружје. Тоа се дејности како што споменавте во заштитени зони. Така што листата е таа што е, нели? И тоа е многу едноставен прв чекор, каде што ние правиме проверка и доколку клиентот се наоѓа на таа листа, не можеме да продолжиме да соработуваме. Ние тука свесно се откажуваме од еден потенцијален профил или како банка, затоа што не можеме да продолжиме. Што е многу интересно затоа што нели. Меѓутоа, таму каде што сметаме дека на вистина имаме голем позитивен импакт е токму во поддршката што ја пружаме на нашите клиенти во дело на таа зелена одржлива транзиција. Значи, настрана од листата за исклучени дејности, што е следниот чекор доколку клиентот не е на таа листа, е врз основа на дејноста на клиентот да оцениме дали таа дејност носи висок, среден или низок ризик по животната средина. Врз основа на таа класификација, всушност произлегува и каков тип на анализа ние ќе правиме за клиентот, бидејќи секој клиент кој што аплицира има изложеност кај нас, покрај финансиска анализа, има и анализа од аспект на неговото влијание врз животната средина и општественото опкружување. И тоа е баш форма која што треба се пополни, се следи, се мониторира. Всушност како елаборат за заштита на животна средина. Елаборатот клиентот го изготвува, доколку е нешто што му е потребно заради дејноста, ние врз основа на тој елаборат може да направиме анализата, меѓутоа настрана од документите мора да се отиде, треба да се отиде на терен, да се види каква е реалната пракса на клиентите, што се случува, со какви проблеми се случуваат нашите клиенти, да кажеме за реализација на одредени проекти, кои се пречките можеби кои што се појавуваат.
И врз основа на таа анализа може доколку се е окей да дадеме зелено светло и понатаму да се продолжи со соработка со клиентот, доколку има некаде некои зони каде што постои простор за подобрување на еколошкиот отпечаток на нашиот клиент и врз општественото опкружување отпечатокот, во таа ситуација банката може да даде препораки за одреден тип на инвестиции, промена на практики и слично, кои што клиентот може, но и не мора да ги прифати. Во најголем дел клиентите ги прифаќаат и немаме голем број на клиенти кои што отстапуваат драстично од она што е, да кажеме, прифатливо за нас, почеток, да. Меѓутоа има и клиенти кои што ќе кажат за мене ова не е прифатливо или друга банка ова од мене не го бара, така што имам опција ќе отидам во друга банка и таа ситуација нашата црвена линија е таа и да реално не би можеле да продолжиме понатаму во соработка со клиентот, така што во овој сегмент кога ние всушност ги анализираме клиентите во делот на нефинансиско работење, не значи настрана од анализирање на нивните финансии, потреби и проектот што треба да се финансира. Овој сегмент кога го анализираме, имаме и целосната слика реално за работењето на клиентот. А преку тоа, она што е многу интересно е ваквата анализа може да даде значи може да предвиди одредени ризици кои што ги носи клиентот, на пример одредена неусогласеност, потенцијално можни казни кои што може да ги добие, најава за одредена регулатива која што би значила одредени инвестиции што мора да ги направи, ние тоа може да го посетуваме, да го посоветуваме клиентот и чекор понапред. Така што навистина од корист за двете страни би рекла, и за клиентите и за банката од огромно значење овој тип на анализи кои што ги правиме на нашите клиенти врз основа на кои што оваа анализа всушност е дел од финалната одлука. Така покрај финансиската анализа се има во предвид и мислењето кое што произлегува од како една генерална оценка анализа, за како генерална оценка за подобноста на клиентот за финансирање, за неговата, да кажеме, кредитна способност и како. Така што тука навистина може да направиме позитивни промени со нашето техничко знаење, советодавната улога, при тоа во исто време покрај тоа што може да детектираме одредени, да кажеме, области каде што постои можност за подобрување, во исто време може да посветуваме и за каков тип на зелени инвестиции би можеле токму да ги подобрат овие области каде што потенцијално би постоел проблем. Така што во тој сегмент го вклучуваме веднаш и третиот столб, односно зеленото финансирање, кое што преку кое што ние ги поддржуваме зелените инвестиции на нашите клиенти, ја поддржуваме генерално целата зелена транзиција во нашата држава. Што се влага што подразбира, можеби не знаат. Три категории влегуваат во рамки на зеленото финансирање. Првата категорија е енергетски ефикасни инвестиции. Може да станува збор за објекти, може да станува збор за опрема, треба да исполнуваат критериуми, односно ајде малку попластично да бидат најмалку 20% да има заштедена енергија во споредба со тоа што е просекот во нашата држава и тоаш можеме да кажеме дека се енергетски ефикасни. Значи, ако минимум пропишано има колку треба да бидат енергетската, да кажеме, потрошувачката на енергија по метар квадратен за одреден објект, 20% треба да биде пониско од тоа, значи дека треба да има некои екстра напори од инвеститорите да направат нешто плюс од тоа што ни го бара националната регулатива. Меѓутоа за тоа па и се препознаени како зелени инвестиции. Тоа е едната категорија, втората категорија се обновливи извори. Обновливите извори се, значи, не знам, сегашниот, значи, нели бум фотоволтаичните централи, меѓутоа не само за продажба на електрична енергија, за сопствено производство централите кои што се на кров, така што сите инвестиции во обновливи извори на енергија влегуваат во вториот дел од зеленото финансирање и третиот дел се инвестиции кои што се подобни за животната средина. Тука спаѓаат и сите добавувачи на енергетски ефикасни материјали, да кажеме за градежниот сектор. Тука спаѓаат и изведувачите на фотоцентралите како такви, тука спаѓаат и органските практики, органското производство, земјоделско, така што во оваа категорија повеќе и квалитативни моменти се опфаќаат. Така што овие три категории се категориите за зелени инвестиции и секоја инвестиција подлежи на соодветна анализа преку која што се калкулира колкава е заштедата на енергија и при тоа се калкулира колкава е заштедата на CO2 емисии, не само на енергија. Така што тоа е нешто што банката како податок мора да го има кога станува збор за зелените финансии, тоа го работиме во нашиот оддел техничката анализа на ваквите проекти, се работи во нашиот оддел за управување со животна средина. Значи ако разбрав добро, всушност во вториот столб една од препораките за подобрување на оценката може да биде
Да. ова што го објасниме во третиот, Да. интересно. Се Меѓутоа имате во поврзано. предвид да во вториот столб е и социјалниот импакт, општественото обкружување, третманот на вработени, Да, така што да, тука да, се офаќаат и делови кои што не се покриени од Да, не зеленото само финансирање, него и меѓутоа социјални тоа е, аспекти. Да, тоа е на крајот на денот инклузивно финансирање. Ако финансирате, да кажеме, компанија која што ги подобри условите за своите вработени, и тоа е инвестиција која што вреди. Или ако вработува Да. маргинализирани групи на секако. луѓе. Да. И сега тука некако поврзано ми доаѓа едно друго прашање, односно ова може би ќе биде најпрактично за гледачите од нашата екозаедница. Односно, кога најчесто помислуваме на еколошки навики, нели на памет ни доаѓа, не знам, употребување на реупотребливи амбалажи или намалување на нашиот отпад, користење на јавен превоз или велосипед наместо автомобил, меѓутоа никогаш не помислуваме, чекај, каде ќе ги ставам јас моите пари, всушност индиректно може да биде еколошка одлука и добра еколошка навика, затоа што после тие пари банките ги искористуваат да вршат одредени активности. Да. Па еве ако може на кратко само да прокоментираш ова, мислам, јас прв пат кога го дознав беше негде пред 2 години, мислам кога го видов како концепт, бидејќи во странство има и онака баш специјализирани се викаат етички банки. Да. Нели, што имаат многу повеќе зголемена транспарентност, особено мислам дека сега нели со некои војни, мислам војната во Израел, во Газа се гледа, нели банките, мислам таму каде што ги ставам парите, не би сакала таа банка да нели да вложува во оружје или во војни или во такви проекти, па ета чисто сакав малце да го споменеме како тема. Убава перспектива тоа дава на всушност која е улогата на банките. Некако луѓето размислуваат дека се премногу мали кога да можат да влијаат врз политиката на банките, што не е така. Луѓето со своите преференции всушност ги диктираат трендовите. Што значи тоа? На кој начин банката се финансира? Едни од клучните извори на банката се средствата на незините клиенти. Тоа може да бидат по форма на депозити, штедни влогови, средствата на вашата сметка. Сето тоа всушност представува извор на финансирање на банката. Вашата одлука, каде ќе ги оставите парите, значи дека вие индиректно преку тоа финансирате одредени активности. Сега што е клучно во таа ситуација? Кои се моите вредности? Ќе зборувам сега лично за себе. И дали тие вредности ги согледувам во мојата банка партнер, затоа што јас банката ја доживам како партнер, бидејќи нели треба да биде тука за моите сегашни планови, за моите идни планови. Да, и тоа е некоја врска што тече постојано. И сега јас очекувам дека треба да се ги мечирам моите вредности и вредностите на банката. Што се случува? Значи, ако моите вредности се заштита на животна средина, унапредување на животната средина, не знам, родова еднаквост ли ќе биде ли креирање на подобар свет, јас сакам да соработувам со банка партнер која што ќе ги дели истите тие вредности. Да. Не е наједноставниот начин како да видите дека вашата банка ги дели истите вредности, меѓутоа постојат механизми, особено во денешно време кога ако збориме за банките присутни на македонскиот пазар, тоа се групации кои што имаат седиште во Европска унија, во најголем дел, така. Сите подлежат на регулатива, веќе започнуваат со оние финансиски известувања, имате до некаде ќе треба малку да проанализирате. Да прочепкате, да речем. Меѓутоа може да најдете достапни информации. Например, ако земеме нашата групација, Прокредит групацијата, имате секоја година не финансиско известување, Impact Report, каде што може на нашата веб страна каде ние ги пласираме вашите средства на крајот на денот. Што правиме со вашите пари, бидејќи тоа се ваши пари. Така што не е дека луѓето не може да имаат влијание врз политиката на банките. Особено ако се најдеме повеќе истомисленици кои што веруваме дека не треба да финансираме неетички инвестиции или инвестиции кои што имаат зголемено неповратно негативно влијание врз животната средина, тогаш и банките ќе треба да се лишат од дел од изворите за средства кога гледаат дека клиентите избегнуваат да соработуваат со нив токму заради овие практики. Така што влијанието може да биде двонасочно. Од една страна банката да даде позитивен пример за тоа што го прави, да поддржува инвестиции, од друга страна и ние како клиенти на банките да може да влијаеме со правиот избор на банка. Буквално како што барате со партнерот да се ги мечирате вредностите,
Истото тоа може да добиете и со вашата банка. Сега ако не можете да добиете податоците, да просрчате онлайн, ја верувам дека може да се обратите во било која банка, да тропнете на врата, да дигнете да телефон и да прашате, ќе добиете одредени информации, да донесете и само точно тоа ако тие информации се достапни транспарентно, е битен момент затоа што значи дека банката се потрудила и има што со што да се пофали. Да. И се заострува регулативата, се повеќе ќе се става фокус, особено на банките во овој сегмент, така што ќе бидат и банките и тие кои што можеби немаат во овој момент ќе бидат приморани да имаат и да бидат транспарентни во делот на каде ги пласираат средствата на своите клиенти. Така што ќе дојдете до информација. Клучно да донесете информирана одлука со која банка сакате да соработувате. Ако веќе имате вредности кои што сакате да ги видите во вашата банка. Доколку немате нешто големи очекувања или вредности, тогаш е во ред. Меѓутоа, јас мислам дека секој од нас поседува одредена вредност што би сакал да ја види и во од другата страна со кој што соработува. Така што има начини, потребна е нели малку дополнителна енергија да се вложи за да добиете информациите, меѓутоа можете да добиете информации. Не знам. Нашето портфолио 90% е во поддршка на многу мали и средни предпријатија. 20,5% од вкупното портфолио е наменето за зелени инвестиции. Тоа се битни показатели каде се вложуваат средствата. Имате листа на исклучени дејности, знаете дека таму не смееме да финансираме. Тоа е веќе голем така што тие информации се достапни на нашата веб страна, не е нешто што е тешко да добиете информации, на крајот денот секогаш сме достапни за било кој што сака дополнително плюс информација да дознае. Да, ова е интересно и мислам мило ми е што го спомнавме затоа што и кога почна подкастот, имавме неколку пораки од луѓе, што беше интересно и очекувано. Мислам, ние очекувавме и беа као, дали сте сигурни дека ова што го прават е стварно така, не е greenwashing, односно дали имате подетални информации, тука нели почнавме да им праќаме дека всушност се е достапно на веб страната. И мислам сега ќе им ја пратиме и оваа епизода за да може да слушнат и подетално, затоа што можете извештаите не е баш и не се секогаш наједноставни за читање. Меѓутоа она што е добро е што ви во поголем дел групациите кои што работат тука веќе имаат ESG рейтинзи од рейтинг агенции, па може на крајот на денот да се споредат, значи оценките на рейтинг агенциите. И тука има доза нели која агенција како оценува, меѓутоа пак може да добиете некои се да кажеме малку по независни информации, некој што оценува на кој начин се функционира, така што имате можност, пак ќе кажам, бара малку време, меѓутоа може да добиете информации и да донесете информирана одлука за тоа со кој ќе се работувате и каде ќе отидат вашите средства и каков тип на инвестиции ќе поддржите со вашите средства. Нека биде ова мотивација за сите што не гледаат да си проверат каде нивната банка ги инвестира парите. Времето скоро помина, имаме уште некои 5 минути. Летна. Да, летна. А се мислев ќе го исполниме. Да. Ти кажав дека секогаш е вака. Па еве за крај последно прашање. Дали бидејќи се ова што го правите и што го објаснивме е длабоко веќе навлезено во вашето корпоративно работење и со стандарди и се. Меѓутоа од друга страна особено мислам јас од кога ве следам во последнава година, 2-3, поддржувате и многу настани што не се стрикно за финансии, него општо настани за млади, настани поврзани со одржливост, што исто така вклучуваат и мали бизниси и организации и слично. Па сакав да те прашам кој може би некој твој омилен проект кој што го имате или настан што го имате поддржано во последниве години и за крај една кратка реченица кој е финалното влијание што сакате да го ставите и да го испратите како банка. Тешко прашање за крај. Тешко прашање, да. За 5 минути на крај. Тешко прашање. Не знам, многу проекти сме работеле, што би сакала да издвојам. 2019 година ќе го споменам овој проект, споменам неколку на кратко, меѓутоа ова е многу интересно. 2019 година некако групација и банката веќе имаше увидено дека имаме потенцијал во нашата држава кој што не е искористен, сончевата енергија. Енергетски нашите бизниси се зависни. Има огромен потенцијал за искористување на енергијата преку инсталација на фотоволтаични централи на кровот на нашите бизнис клиенти.
па и на физичките лица, и на домакинствата секако. Видовме можност и сакавме да почнеме да разговараме на темата со клиентите. Организиравме некаде 10 работилници на оваа тема, каде што низ калкулации им образложувавме нивните потрошувачка на електрична енергија, колку ќе заштедат, за колку ќе им се поврати инвестицијата доколку инвестираат. Тоа заврши се со еден голем настан, наше сонце, наша енергија, каде што беа повикани сите засегнати страни да се дискутира на проблемите кои што произлегуваат. И тоа беше 2019 година и имаше тамо, значи тук-тамо по некој клиент кој што се реши да инвестира, меѓутоа не беше тоа нешто многу атрактивно во тој момент. И што се случи? Се случи пандемијата, после тоа се случи војната во Украина, се случи енергетската криза и клиентите се соочија со проблем. И во првиот момент кога одлучија да инвестираат, се обратија прво кај нас. Че не видоа нас како банка партнер за овие инвестиции, дури компании што не беа наши клиенти, не препознаа нас за овој тип на инвестиции. Конкретно за ова, да. И ние од тогаш навак успеавме да изреализираме, да изфинансираме околу 240, можеби нешто на тоа проекти, фотоволтаични централи, што на кров, што на земја, некаде околу 93 мегавати инсталиран капацитет. А е по-пластично тоа е некаде годишна потрошувачка на просечно домакинство во Македонија за околу 20.000 домакинства. Вау. Така што не е убава бројка е, да. И навистина е убав проект. Значи сме започнали нешто затоа што сме имале визија, затоа што сме виделе можност, сме имале техничко знаење што сакаме да го споделиме со клиентите, несебично го споделивме. Иако не видовме ефект веднаш, не почувствувавме импакт веднаш. Меѓутоа, кога се појави правиот момент, го почувствувавме. И сме дел од таа зелена транзиција на нашите бизнеси и нивната енергетска независност, што е многу убав момент. Ова звучи малце како стартап, затоа што внесуваш некоја иновација на пазарот, меѓутоа не секогаш е правиот момент, меѓутоа после ќе се дојде својот за реализација и навистина беше многу добар проект сработен од страна на банката. Не знам, последните 2 проекти кои што ги работиме активно, млади програмите за млади во бизнес и жени во бизнес, навистина ние отсекогаш сме ги имале на види овие категории, меѓутоа можеби немавме доволно детално познавање кој е јазот кој што се појавува на она што е понуда во моментот од страна на банките и тоа што имаат потреба, затоа што нивните потреби се малку поспецифични. Се потрудивме заедно со Европската банка за обнова и развој да направиме соодветна програма која што ќе одговори на ова, јас ќе го пополнам ова, јас ќе им дадеме поддршка на овој тип на бизнес и тоа е многу убаво чувство. Да знаете дека сте креирале нешто што ќе помогне во развојот на овие бизнеси. И жените и младите во бизнес се специфични категории на кои што им им значи многу помош. Не имаат само финансиски предизвици, имаат секакви предизвици. И предрасуди имаат, значи да бидеме реални, тоа се случува, меѓутоа поддршката значи многу. Она што го направивме како пакет и дополнително финансирање навистина има многу позитивен одзив. Така што препознаено и успеавме да се мечираме со оваа категорија и со нивните потреби. Она што кажавме претходно, многу е битно да бидете присутни, да слушнете што имаат да кажат клиентите, кои се нивните потреби и да создадете производи и услуги кои што ќе одговорат на тие потреби. Така што успеавме, мислам дека и со овие 2 проекти кои што се активни сега да направиме позитивна промена. И не знам, за крај, можеби, ајде да кажам, не толку атрактивно, меѓутоа убаво нешто што го правиме и е традиција на банката повеќе од 20 години пошумувањето. Не знам, ние секоја година 2 пати годишно, пролет и есен, пошумуваме и без тоа да правиме голема помпа, нели, од тоа што правиме. Например, од 2020 година имам бројки до сега, имаме на 46.000 садници засадено. Учествувале на тие засадувања вработени на банката, 180 вработени, го правиме во текот на работно време, значи се откажуваме од нешто што може да го добиеме во текот на работното време со цел да направиме некој позитивен импакт. И сега ева, како некоја си да кажем, ајде, кулминација на сето тоа што го правиме и јас сум на водно. Со секој искачување на водно, може да скенирате код на банката и притоа банката ќе засади едно дрво во ваше име, што е исто така убав начин да ја вклучиме таа екозаедница и вашата екозаедница во оваа наша традиција која што ја негуваме многу долги години. Да, баш го споделивме настанот пред некој ден и едва чекам да отидам во план ми е. Добринка, фала ти. Четврток може има журка. Да, четврток. Секој четврток е така до крај на лето. Да, супер. Добринка, фала ти многу уште еднаш за се што сподели. Јас мислам дека покривме доста теми.
Не знам, јас научив многу, така ми се чини. Ќе гледам епизодата уште еднаш за да испроцесирам се. И се надевам дека на тие што не гледа исто така им беше интересно им може би, мислам, сигурно тие што не гледаат нема сите да бидат од фирми, меѓутоа и поединците мислам дека може да извлечат нешто. Да. И уште еднаш би сакала да ви се заблагодарам што ете меѓу тие мали фирми, проекти, организации се најдовме и ние и навистина ни значи вашата поддршка. Благодарам Ката и на тебе и за поканата и за можноста и за одвоеното време за нас тука. Се надевам дека успеавме да ја прикажеме другата страна на банката и работењето во банка и доколку се појават било какви прашања и од ваша страна и на вашата екозаедница, стоиме на располагање во било кое време да одговориме на сите прашања или дилеми кои што ги имате за работењето на една банка и за Прокредит банка секако. Фала ти. Фала ти, Ката.